Хеј, Пандамониум радио шоу, сезона 5, епизода број 128. Здраво и добро дојдовте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Ерис Креч и ова до мене е мојот човек Трајче и Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надам дека сте добро. Уште една, поново, кратка епизода. Се мислевме со Дарко за што да збориме и си рековме fuck it, неспремни, let's go Panda roulette one more time. Two time it. Идеме. Two time it. Мислам дека имаме огромен добар рейндж на теми. Сакавме, као пробавме ние да избереме за една, не можевме. Двојче. Што вели двојче? Нью Йорк versus LA. Уф. Добро, интересна тема. Сега LA е у пикот. Да. После полого време бидување во позадина, така да мислам дека има интересен момент за зборење. Сега, минатото, почетоците, од кај сакаш да почнеме? Па мислам дека може да ја тераме хронолошки, со малце да направиме некои нови наврати да направиме некои наврати, нели, и да направиме паралели помеѓу ери едно друго, бидејќи ова е реално тема која што можеби до сега ја немаме удрено, барем не како тема, а инаку е тема која што искрено сака зборење, сака посвета и за разлика од некои теми за кои што чувствувам дека треба малку онака да се потсетам на одредени работи, ова е една од тие за кои што мислам дека сум спремен да зборам, иако сигурен сум дека ќе испуштам некои Сигурно. битни детали, ама мислам дека сум компетентен да зборам на неа. Како се осеќаш ти? Јас осеќам така, има интересни паралели што може ги поврзаме баш сега со музикави, со некои ствари што се актуелни баш во моментов или последниве месец дена, бидејќи ти спомнав дека пред некој ден беше 20 годишнина од излагање на документари, деби албумот на The Game. Yep. Исто така, сега Кендрик е во пикот, GNX репрезент на West Coast, бифот помеѓу Дрейк и Кендрик го стави, направи West Coast да се обедини пак, Да. и преку Кендрик како гласноговорник да застане пак, можеби на пикот, на врвот на хип-хопот, Да. бар последнава година, плюс со некои млади артисти кои доаѓаат од таму и кои имаат некој свој wave. Ја поише би сакал да онака како да ти кажам како гледам ја West Coast-от, почнувајќи од времето на NWA, на Tupac, на Snoop Dogg, Death Row, па после тоа The Game, кој се појавува во некоја тампон зона кај што нема ништо интересно, нешто друго интересно од West Coast-от. Кога се каже West Coast, пред се тука се мисли на Лос Анџелес, Да. на Калифорнија и Yep. блиску до него Bay Area. Тој звук на Too Short, на E40. Bay Area е од секогаш бил малце пониш, бил голем на свое времено, ама од секогаш бил пониш. Бидејќи E40 за многу луѓе на пример ќе го спомнам дека е нели така најголемиот од The Bay Area, реално Too најпознатиот. Short и E40, да. Too Short и E40, ама реално ако не се хип-хоп гикови луѓе не би ги знаеле. Така, може би знаеле и би имале слушнато една нивна песна, ама тоа не ги прави нити фанови, нити да знаат. Искрено ја Gun to my head не би можел да кажам еден E40 албум. Знам песни од него, албум нема шанси, ја кажам, бидејќи немам слушнато, не се сеќам да имам чуено E40 албум Top to Bottom. Истото важи и за Too Short. Too Short има повеќе интересни моменти и полого време активен. Ја сум не сум голем фан на E40, не ќе да кажам дека сум хейтер, ама не ми се свига. Уопшто Посебно после I Don't Fuck With You. Да, не, мислам дека јебе песната со секој свој гостување, али нема везе. Тоа се вкусови прашање, еден од артистите за кои што знам дека не ми се свига и не е тоа, а го знам неговото значење во неговиот свет. Исто така Мек Дрей, кој е исто така легенда. Одамна легенда на Bay Area и на тој звук. Моментот ми беше, тоа што сакав да кажам, како јас го гледам West Coast. Не го гледам, иако темата е New York versus LA, почнавме со West Coast, нема везе, малце мешаме низ темава, али East Coast-от, односно Нью Йорк, ми е цело време тука. Иако сега последно време не е, али од самиот почеток на хип-хопот до сега Нью Йорк бил и во подем и во пат, али Нью Йорк и има една константа околу него. Да. Сега, Лос Анџелес или West Coast не е толку ниш како Bay Area, поради тоа што има големи артисти излезени од таму. И целиот тој бранд на Death Row и на NWA, Tupac пред се мислам дека The Game, еве сега и Kendrick и TDE прави да не е толку као ниш, а пак да е нешто малце поразлично, нешто. Да. Не е толкав
стейпл во хип-хопот, ако можам да кажам, да не ме сватите погрешно. Не е постојано во пикот, си имал свој одреден звук, али до некаде е во втори или во трет план. Повеќе би го споредил Лос Анџелес како град со Атланта можеби, отколку со Њу Йорк. Бидејќи за мене Њу Йорк и цело време е тука. LA, Атланта и некои други градови од Америка се појавуваат од време на време, ги имаат својот пик и после тоа се враќаат у позадина, а ја се разбира, имаат свој одреден звук, дрескод, начин на однесување, позадина, дали е преку бандите, генг шит, генг лайф и слично. Мојата глава е така. Али, темата е Њу Йорк versus LA и ќе ја збориме оваа тема. Да. Види, ја можам да сватам од кај доаѓаш, нема да се согласам со тоа, бидејќи пак, знаеш, низ годините NWA, например, биле први кои што онака го популаризирале хип-хопот на таков на мејнстрим левел со генгстер рапот. Ice-T и NWA, да. Да, генгстер рапот инака има добиено во 88-89 кога се појавуваат параните 90 и кои имаат стајано ептено онака и на Notorious level playing field и целиот тој момент кој што се дешавало со the LA riots у Лос Анџелес. Врзано е за многу историја реално, која што е многу полокална и не е толку стигната како во мејнстримот, али локално за да стане тоа што е, се десиле многу работи таму за да еруптира на начин на кој што еруптирал. И на пример уште пред NWA, Доктор Дре уште во сами многу раните форми на хип-хопот, дур постоеле како Sugar Gang Hill и све тоа, он бил дел од World Class Wrecking Crew, кои што уствари биле предимци на NWA, каде што тој бил продуцент онака и бил аплако Sugar Gang Hill онака рапувал. Да, Sugar Hill Gang кои што рапувале онака. Clap your hands, everybody. Као тие биле самите почетоци на хип-хопот. Така да во моментот кога се дешава во Њу Йорк, она, знаеш, епитомот и почетоците, генезата на хип-хопот, после 2-3 години тоа одма некако се префрла во Калифорнија многу рано и многу малце покосно, ама многу аматерски. Работава е дека двата коуста и двата града си имаат, ќе се задржаме веќе на NY и на LA. Нема да тераме Калифорнија бидејќи таа е темата. За мене и двата града имаат многу легендарни моменти. Се присутни цело време за подобро или за полошо, за различни работи во текот на овие 40 години веќе колку и да се откако постои хип-хопот и кој на најголемиот жанр на светот. И имаат многу легенди своевремено, така. Од проблемот со Њу Йорк е дека во последниве можеби 10 години го немал тој репрезент, например, кој што го има Кендрик, бидејќи другиот великан кој што може да му парира на Кендрик е Дрейк, кој што е од Канада. Следниот великан, така J. Cole ако го земе, е школа на Rock Nation. На еден начин е Њу Йорк, ама не е потекнува од Норт Каролина. Бидејќи многу луѓе не го знаат тоа, J. Cole да е од Норт Каролина и све и Давил и све тоа што го репа, ама е апла дете и продукт на таа хип-хоп артист култура која што има Њу Йорк, идење, дремење, пробување да се стигне и да се носи CDK и Jay-Z. J. Cole е тоа. Има Рориан Мол една епизода, дали J. Cole може да го клейма Њу Йорк. Не знам како е тоа, треба луѓето од Њу Йорк да кажат, и од страна вака гледано. Да. Мене не ми е Њу Йорк, брат. И мене не ми е Њу Йорк. Има Њу Йорк шмек, има East Coast шмек, ама не ми е. Работата е дека неговиот цел камап е у Њу Йорк, не е у Норт Каролина. Добро. Целиот негов камап, он има отидено на факултет у Њу Йорк само за да стане хип-хоп артист. Таму ги има снимено неговите најдобри микстейпови, таму ги има оставено своите демоа, таму Jay-Z го има дознаено него како артист. Он е Њу Йорк у есенцијата за што значи да се биде артист и да се стигне до големата сцена. Добро, да. А во погледот тоа кај доаѓа и што репа во неговите песни, да. Норт Каролина и тоа што Давил и све тоа што си го носи. Така да Њу Йорк немал многу оддамна свој вакво, последен, искрено, кој што многу прерано згасна беше Pop Smoke. Pop Smoke мислам дека ќе беше можеби најголемата и најбитната работа што ја има донесено Њу Йорк како град in many years. После A$AP Mob. Да, A$AP Rocky вајда бил последниот A$AP Mob, тука се фрк едно друго. Дефинитивно. Мислам дека е последниот така великан кој што може да се каже, мада не успеа, кој што имаме зборано на поише наврати, не успеа да го издржат тестот на времето. Имаат оставено легаси позади нив, али не беа онака Њу Йорк certified звук. Pop Smoke ќе збориме за него, тоа е тема само по себе.
и ја имаме овде кој тема више запишано и ја имаме у план да ја ставиме у ротација. И треба да се направи една посебна епизода за Pop Smoke за тоа, What If, бидејќи според мене тоа е можеби најголемиот What If за што ако, ама многу каптивирачка енергија, брат, и не за џабе луѓе, многу е евидентно и многу е лесно да ја направиш сам таа паралела на 50 Cent заедно со Pop Smoke. Ја носеа истата енергија, Да. се движеа исто, звучеа многу слично. Така да, као Pop Smoke е најголемиот What If и имаше, прерано сгасна, Rest in Peace Pop Smoke, не знаеме што би било 2025 ако Pop Smoke беше жив, alive and well и ако креираше музика, стварно прерано сгасна. И начинот на кој што го исхендлаа таа цела ситуација со неговите постхумус проекти и као целото тоа сгасна е многу лошо, за разлика на пример од Мек Милер што добивме. Така да Њу Йорк немало многу одамна свој амбасадор, немал. Едва и чекам да го добиеме, со тоа што чекам више и од Лос Анџелес да добиеме нов. Кендрик е на врвот, да, ама реално веќе ми треба. Кендрик е релативно во новото време е релативно веќе и стар артист кој што постои 15 години, 16 години на сцена. Така да сакам да добиам нова сила и од таму и од таму. Сега за сега се уште ја неаме. Ако спомнеш на пример Атеско Сизо, не можам да оставам. Ми треба рапер. Ми треба рапер кој што ќе се истакне. Сега може да влечеме паралели од раните денови, што се дешавало, кога се дешавало NWA, што се дешавало во Њу Йорк и целата таа сцена. Јас сум отворен да зборам и мислам дека треба да го зборим. Може да почнеме хронолошки, така, као кои се првите тие моменти, као на пример уште кога ќе се спомне Њу Йорк и LA, реално се до бифот помеѓу Пак и Биги не постои таа поделба на East Coast, West Coast. Тоа мора луѓе да сватат дека таа поделба, мислам дека се има десено за време на самиот биф, бидејќи допред самиот биф луѓе биле соработници и се вакво. Значи имало две powerhouses на двете страни. Тоа мора да се напомни. Death Row била една. Значи NWA го доживува својот пик, сгаснува нормално, Ice Cube се одделува, се дешава No Vaseline, еден од најдобрите дисови of all time, и NWA прекинува да постои. После NWA као офшут, Доктор Дре се спојува со Suge Knight, се создава уствари Death Row Records, кој што станува еден огромен powerhouse на западот. Во тоа време, во истото тоа време, се дешава и Bad Boy Records. Мора да збориме за Диди. Сакале не келе, мора да збориме за Диди. Али Bad Boy Records е истото тоа што е со... И кога видиш иделе head to head, ама биле у тоа време со работници. Snoop Dogg идел у Њу Йорк, настапувале таму Doggy Style, тек свежо искочен, Доктор Дре, као луѓе не знаат, ама пол албум на Доктор Дре, најпознатиот што му е као Хроник, е напишано Jay-Z. Као соработки не биле од секогаш тука, тие паралели секогаш постоеле, но за време на бифот, кога се дешаваат работи што се дешаваат, и нема да одиме сега хронолошки да збориме за бифот, за како се дешавале препукување едно друго, ама тогаш се ствара тој јас на ние сме на оваа страна, вие сте на оваа страна. До тогаш имало на еден начин едно unity и работите не биле толку поделени, ама од бифот натака може веќе да гледаме Њу Йорк versus LA. Ајде да ги ставиме на пример на страна кои се од LA страната великаните у тоа време, кога почнува се до тоа, и за Њу Йорк. Сакаш да почнеш со LA или со Њу Йорк, кои ти се по... Брат, мене лично јас сум имал фази кога сум ги слушал и двата и артистите од двата гради и ми се допаѓале повеќе. Ајде да земеме со West Coast. Ice-T, NWA, у NWA се Ice Cube и Eazy пред се, Доктор Дре се разбирали, мислам дека кариерата на Доктор Дре покасно малку станува посилна. Доктор Дре, Snoop, Tupac, малце помалите артисти од таа екипа, Exhibit, Nate Dogg, Corrupt. Да, тука се Warren G, значи од таа генерација, после тоа идеме хронолошки The Game, не ми текнува некој друг современик на The Game од тоа време, и после тоа претпоставувам новата генерација преку Тиди и сите нивни современици. Да. Заборев некој? Па искрен, не, сигурен сум дека имаме некој изоставен, ама вака великан од тој тир на артисти,
мислам дека немаме добиено. И тоа е уствари проблемот со Лос Анџелес, дека има вака долга пауза у 2000-ти години. Па знаеш како го гледам јас? The Game се појавува од нигде никаде, окей. Еден Да, не, The го Game репрезентира кога е тоа. документиран? 2005 во јануари излага. 2005-та, така, он Значи, 2004-та, да. Се сингловите 2005 и више тука крај на 2005-2004 се скарува со 50 и тука и кариерата на The Game после тоа го вади The Doctor's Advocate и тука е као 2 албуми трае. Да. 2005, 2006, 2007 претпоставувам и као тоа е тоа The Game брзо го доживува својот пат и мислам дека само 1-2 години е во пикот на хип-хопот. На почетокот на 2010-тите се појавува еден нов бранд со оние артисти као Problem и као сите тие, значи пред да дојдат тие во in the forefront се појава и поинаков звук и тука се појава DJ Mustard како еден репрезент за West Coast со сите артисти со кои што соработуваат, T.Y. Dolla $ign, YG. Да. Новата свежа школа реално што беше од западот. Почетокот на 2010-тите. Да. Со препознатив звук. Тоа мислам дека е најаката карактеристика на West Coast е звукот, бидејќи одма се препознава West Coast звук, без разлика дали е G-Funk, без разлика дали е Master продукција, без разлика дали е The Game. Ги имаш тие елементи, ги имаш тој баунс што прави една песна да биде West Coast. Што беше критиката можеби према Kendrick. Да, и према Тиди, јас сакав тоа да го спомнам. Тиди, иако се LA True and True, освен Schoolboy Q, можеби никој го немал тој рафиниран. Па не би се сложил. И Q немал толку многу. Многу е слично спремата со A$AP Mob, каде што се појавуваат во слично време и звукот можеби него репрезентира градот од кој што доаѓа, али другите работи можеби го репрезентира. Да, апсолутно, као Fix Street едно друго, као муабетот е тој, нели, за Watts, за Compton, за све, као Good Kid, Mad City, Apple го репрезентира животот таму. Ме разбираш, ама работава е дека звукот не е necessarily кали звук. Тоа го имаме кажано ко критика, тоа го имаме зборено за Кендрик и за неговата цела кариера, дека тој тек сега со GNX 15 години од кога веќе почнал и од кога е успешен, тек сега се навраќа на тој кали звук, нешто што можеме ние да направиме некаква корелација со Лос Анџелес, со нешто кое што е локално и нешто кое што е многу ниш за LA само по себе и го добиваш на мејнстрим ниво кој што е Кендрик и GNX. Тоа беше и критиката уствари за албумот дека сега после 16 години се враќаме на LA и оддаваме почит, така тоа беше една ствар. Него ли никад. Факт. Сега. Од друга страна, ја не мислам, ако имаме промашено некој од тие години, мислам дека човечно е да имаме испуштено некој, пишете ни и кажете. Па се немаме спремно за ова. Да, али на пример успоредба Њу Јорк, така? Њу Јорк веќе 90-ти години ги добиваме, имаме поише powerhouses овде. Реално мора да се спомне нешто. Њу Јорк, ги имаме Def Jam, ги имаме големите record labels кои што у тоа време биле многу јаки. Јас би почнал со една генерација пред нив, би почнал со Big Daddy Kane. Тоа. Почнал со Big L, таа генерација крај на 80-ти, почеток на 90-ти. За после тоа да се појави златната ера на хип-хопот, првата златна ера која се вика како златна ера, бидејќи претходно се вика old school. Златната ера каде што се појавуваат и Nas, и Jay-Z, и Biggie. Тоа. Сите останати од таа генерација продуценти као Primo, као Just Blaze, малце покасно, као не ми текнуваат од прва вака. Има EPMD, брат, има премногу легендарни продуценти од тоа, DITC, има премногу луѓе. Fucking Scott Storch, така? Добро, Фили звук, али нема врска. Пак тука се East Coast, веќе ако зборим. Њу Јорк е тоа, значи во мојата глава, вака гледаме на наша генерација, ние сме можеби постари од луѓето, од повеќето луѓе што би не слушале. Во мојата глава е тоа, значи имаш за Њу Јорк имаш late 80s, early 90s звук, Big Daddy Kane и сите тие. Раким, исто така. Раким, Eric точно. Before President, легендарен албум. Тоа е тој звук. Да. И после тоа имаш 93-та, 4-та, 5-та, 6-та е више таа златна ера кај што е Illmatic од нас, кај што се Guru, DJ Premier, тука се сите тие легендарни ствари кои што најчесто и реално за и овие наши краеви се најдобрите, знаеш, ама луѓе највеќе се навраќаат, најносталгични се за нив. Ама мислам дека тоа е онака тој boom bap, тоа е staple Њу Јорк звук, кога се каже Њу Јорк звук. Апсолутно. Е тоа и во мојата глава е генерацијата после нив, меѓу кои се The Diplomats, Dipset, кои се онака легенди во Њу Јорк, ако можеби во Македонија немаат дека стигнато. Факт. DMX, исто така. Jay-Z во таа ера, да, и после тоа 50 и G-Unit. Fat Joe, Ja Rule малце покасно со малце по R&B поп звук, али као имаш онаа генерација средни 90-ти и имаш почетокот на 2000-тите кој е доста поинаков звук,
али уште ја држи таа Нью Йорк енергија, бидејќи доаѓа од Нью Йорк и можеби повеќе е наменета за клуб или за нешто, али звукот е различен, енергијата е слична, темите може да се малце поразлични, се малце по клубски, малце по парти, малце покасно, ама не е дека и сите овие артисти немаат и стрит шит, немаат и интроспективни срања во својата музика, иако звучи е направено на малце по високо ниво, ако можам така да кажам. Затоа сакам да кажам дека, на пример, ако ги земеме 90-ти, може и да ги земеме по епохи, на секој 5 години, така? 90-ти со појавувањето на Wu-Tang Clan, со појавувањето на Notorious B.I.G. Сите тие моменти, значи правење генгс и целата тоа движење на хип-хоп, значи бум, стрикно се дешава во Нью Йорк. А зимање на артисти од улиците и правење на пробување демоа да се прават звезди, целото тоа движење на radio executives, radio DJs, искрено потекнува клубски танел. Дешавање на радио легенди кои што се Funkmaster Flex и све тоа било во таа златна ера на хип-хоп. Таму, мислам дека Нью Йорк преовладува во поглед на култура, не во музика. Ние можеме да збориме за Doggy Style колку бил подобар од сите тие албуми кои што 90-ти што се дешава на страната на Death Row Records во LA, мислам дека е многу помала на светско ниво него ли тоа што се дешава во Нью Йорк. Нью Йорк било да мека. Реално од таму потекнал пред 15 години самиот жанр и мислам дека тогаш 15 години пред 20 години пред да се деси тоа. 20 години пред да се деси тоа, така? Да, тоа сакав да кажам. 79-та е као првата година, значи 95-та више се 16 години поминати од која на еден начин се појавил хип-хопот како жанр. Жанрот е се уште свеж. Се уште се многу се добиваат, иако нели сега веќе години наназад кога ќе се чуе, на нас некако навидум ни звучи слично, ама све било во тоа време свежо, исто како за нас 2010, 12 и 11 кога беа многу свежи години за хип-хоп. Втората златна ера во хип-хопот мене ако ме прашувате. Реално, најзлатната ера за мене ако ме прашувате искрено. Нема и гледано ретроспективно во овие 50 години да те поправам само 73-та година се рачуна како почетокот, како првата хип-хоп журка која има организирано Cool Herc, али не е битно. Значи во овие 50 години сигурно има некоја друга ера таму 80-ти која може да се смета како златна, али у нашава генерација, у моите очи 95-та, 96-та и 2012, 13, 14 се златни ери. Сакам да кажам дека во тоа време we got a hand to New York. Без разлика кои се the higher heights во страната на Лос Анџелес во тоа време со Dr. Dre, со Death Row Records и све тоа и нели Тупак и целото тоа движење. Генерално гледано Нью Йорк и сето тоа што се дешава во Нью Йорк стрикно. Збориме за Wu-Tang, збориме за Gangstar, збориме за Biggie, збориме за Bad Boy Records, после тоа со Macy, со целото тоа движење The Blink Era. Као има цело движење појавувањето на Jay-Z, The Black Album. Има многу моменти нас со Illmatic. Има многу моменти кои што поише одекнуваат и многу појако одекнуваат него ли тоа што се дешава на страната. Доброто со Нью Йорк е што тоа продолжува и во 2000-ти каде што LA реално и прекинува на еден начин. LA го добива The Game единствен. Посетил на тоа. Но да, кој што е исто така и после тоа се поврзува со најголемиот артист на истокот, со 50. Добро, види, значи тоа е десетина години после бифот, више е тоа завршено. Завршено е, да. Теку Dr. Dre као продуцент, Eminem, Aftermath, исто така многу 50, битна врска. Они го снимаат 50 и сега ајде да земеме некој и од West Coast, што е многу добро размислување да го поврземе ова што ги имаме тука во Нью Йорк и на источниот брег да го земеме The Game и да го земеме Young Buck од The Dirty South. И имаме G-Unit. Имаме G-Unit. Тоа е тоа, али сакам да кажам дека се распаѓа за многу брзо бидејќи така составено, али добро размислување за тоа време. Апсолутно, добар обид и добар проект и успешен проект за тоа време. Реално имаат оставено еден албум кој што има доста хитови, има добри ствари. За мене лично, документариот The Game е еден од најважните албуми. Не знам за кој албум кажав дека е топ 10 all time. Да, валја беше за T-Pain и документари мене ми исто топ 10 all time за мене лично бидејќи као дете ги имам убиено. Мислам дека као дете ги имам слушано дури и поише и од Get Rich or Die Trying. Валидно. Тоа беше Get Rich or Die Trying, 8 Mile саундтракот и после тоа е документари и после тоа е The Massacre на 50. Апсолутно. Значи тоа биле албумите за мене тогаш. Да, тие се тие. Сега тука затоа велам, Нью Йорк како град многу бил поише конзистентен. И имаме поише легенди, као ако земеме на пример топ 10, ако гледаме вака објективно у смисла колку придонес има,
Нью Йорк има поише репрезент на листата него ли што ќе има Лос Анџелес. Во топ 10 е тука негде можеби. Али во топ Колку 50 колку идеш Да. подале, Нью Йорк само добива поише. Извини, сега само ти кажам тоа преска кога кажа, значи LA го има пикот во средината Да. на 90-тите. Ама Нью Йорк има и пик, има и поголем избор на Да. се тоа. Значи имаш различни звуци, различни моменти, огромен пул на артисти кои го прават тоа на највисоко можно ниво. Факт. И беше многу добар моментот што го спомна. Тој момент со радио, со клубски диџеи, со продавање микстейпи на улица, јако тоа е. Значи, На Канал Стрит. Тоа се дешава у Нью Йорк, не дека не се дешава. И тоа е Оттаму суштината, почнува. и тоа е Да. суштината на хип-хопот. Кога се каже денес хип-хоп култура или кога се каже нешто, сите нас не потсеќа прво Нью Йорк, стандардот на Нью Йорк за културата под наводници. Да. Дека LA си има друга култура која исто така е хип-хоп култура, ама можеби повеќе поврзана Со ген со калчер. ген culture, гледано од оваа перспектива, така. Од перспектива од Македонија, Да. луѓе што биле родени кога таа музика се прави. Ама и од перспектива на артистите кои што го рапуваат тоа, реално таа е уствари темата која што се обработува најчесто. Дури и на пример и у најбитните албуми кои што се така од модерното време, Good Kid, Mad City се збори за ген culture. Стварите на Schoolboy Q зборат за ген culture. Game збори за Crips. YG збори за Bloods. Таа е уствари културата у која што они виреат и е реално многу директно поврзана и интерполирана со хип-хопот. Ама Нью Йорк, освен што има ген culture, има многу hustle culture. Таму потекнува hustle културата. Таму се направени ни големите бизнисмени уште пред доктор Дре да стане огромниот кој што е со сите милиони на себе. Тука се првите великани кои што се појавуваат како хип-хоп бизнис people. Така, тука е P. Diddy, тука е Jay-Z, тука се сите тие великани кои што ги знаеме, веќе кои што потекнуваат и успеваат да направат од хип-хопот бизнис. Да. Значи, тие сами стануваат за себе, така, и имаат легендарни моменти. P. Diddy има со својот Bad Boy Records, има направено своја ера, се вика The Blink era, The Shiny Suit era, каде што се носеле онака како луѓе од 80-ти и рачувам дека P. Diddy е усвари тој кој што прв почнал да, реално, кој што прв почнал да, како се вика, to refurbish, цело време да ги рециклира старите трендови. Во 95-та после смртта на Биги не знаел што да прави, го нашол Мейс, што почнаа да прават, зимаат семплови од 80-ти години, ги креираат, ги прават во хип-хоп формат, рапуваат со пеење. Тоа го прават, брат. Да. Го враќаат да Shiny Suit era, сите се облакаат фанки едно друго, не изгледаат ко рапери, брат, изгледаат ко супер звезди, ама прават хип-хоп. Тоа го прави. Ја зима Фейт Еванс, ги зима сите тие артисти околу него, R&B едно друго почне да вклучува многу ствари у нив. И сабо заради тоа се вика The Blink era. Во истото време се појавува Jay-Z, кој што е сосема поинаква ствар. Тука се појавува DMX, тука се појавува 50 неколку години кој што, па иако се појавува некои 4-5 години после Jay-Z, му е директен компетитор на Jay-Z, бидејќи уште од самиот неговиот камап и како има тргнато, се појавува да е уште со својот деби албум да е многу голем и каде што Jay-Z уствари чувствува притисок со тоа. Тука во целата слика влага и Kanye, кој е интернист на вакво и кој внатрешен продуцент на Def Jam и на све тоа што се дешава внатре, да Rock Nation, кој што исто така станува како еден од поголемите лейблс во Нью Йорк во тоа време. Од моја перспектива, штом се појавува Kanye, више Нью Йорк згаснува. И тука може да се земе како точка 50 versus Kanye, тоа е последната. 50 е последниот кој што го репрезентира Нью Йорк во тоа светло. Една генерација после него би кажал Fabulous и некој, сега не ми текнува кој, Fabulous исто така многу ниш, затоа него ни спомнувам. Он е Нью Йорк true and true, ама Fabulous на пример можеби својот highest high го доживува исто така во So Into You, 2004 е Breathe на пример со Just Blaze. Тоа сакам да кажам, значи една генерација после 50 го гледам ја у мојата глава Fabulous, бидејќи активен и малце покасно, али као за мене Fabulous е последниот онака Нью Йорк артист што има некако брани што мене ми се свија. Да, реално после падот на 50 во 2009 го добиваме Jay-Z пак со својот можеби најуспешен албум до тогаш. Ама убедливо најкомерцијален албум. Најкомерцијален, тоа беше веќе обид за да се рипне тоа нели The Hustler, едно друго да рок, едно друго и тоа веќе тука беше синглови со Ријана и све кои што се исто така. Тој албум е легендарен in its own right,
ама е уствари најкомерцијалниот и можеби најне Jay-Z албум од сите до сега. Повеќе како Death of Auto-Tune, едно друго као све. Истото нас што го имаше правено со хип-хоп издет, као Нью Йорк го имаше тој момент као почна да мрази све живо и диво што е више бидејќи се тргна окото од Нью Йорк. Што е нормално, брат. Што е нормално. Си ја заврши својата ера и Нью Йорк имаше као лоша алергиска реакција на сето тоа, каде што големите артисти не можеа да се снајдат на новиот звук. И имаше проблем. Нас го прогласи хип-хопот за мртов, тоа се покажа дека е многу голем фейл и тој албум беше можеби онака најнеобожаваниот помеѓу и неговите фанови. Jay-Z го имаше својот момент каде што нели проба кросовер ствари да прави, проба да успеа да направи некои движења за на крај да свати дека не е тоа и ќе збориме за Jay-Z. Jay-Z е многу curious case. Реално преуспешен е, премногу пари има направено, еден нели од најбогатите моментално, ама in the grand scheme of things многу само сопствен импринт има оставено на хип-хопот. Нема оставено, например, кој што имаат оставено луѓе кои што го имаат сменето звукот. Ме разбираш? Реално Jay-Z е као сам по себе, кога ќе кажеш Jay-Z има инспирирано многу луѓе ко хаслер, нема инспирирано многу луѓе ко уметник. Интересен тейк. Може да се каже. Вака се од прва За Jay-Z првото нешто кога ќе спомнеше каков хаслер бил, дека има Beyoncé, дека ги има сите милиони направено како хип-хоп, дека имал smart moves as a young man и како потекнува од неговата прича со джезоу, како се движел на ток шоус, дека рапуел брзо, дека бил карактеристичен, како го менја својот стил од продаваме дрога, сега продаваме алишта, продаваме вакво да Rock Nation, да Рак, Златен ланец, едно друго. Jay-Z е епитомот на the hustler mentality у хип-хопот. Да, се слагам. Никој не сака да биде Jay-Z во поглед на рапување. Сите сакаат да бидат поглед Jay-Z на неговиот статус што го има у хип-хопот као легенда и као хаслер. И тоа е факт. Jay-Z никад не бил познат за неговата музикалност и за неговата. Jay-Z нема у тоа време. Jay-Z исто така ово може ќе благо извини, али човеков live and die Jay-Z, така, знаеме, ама Jay-Z in the grand scheme of things бил голем, ама in its own right, као, он бил стварно многу посебен, као неговиот звук е, да, Нью Йорк е, и тоа е многу добро за Jay-Z дека е, ама ваква, ама интернационален е, ама и не е интернационален. Неговиот првиот момент кога станува интернационален, можеби 2009-та? Кога ќе кажеш вака, да, иако не е баш така, ама кога се вратиш назад. Кои песни ги знаеме ние Точно. освен Big Pimpin, брат, у тоа време што била Big Jay-Z Pimpin е- Undeniable Hit, брат. Па да, брат, ама и тоа е као кросовер со South, така? Да. Со UGK, као. То, уствари, еве, реално направиме муабет. Ја и ти сме били у таа ера, сме били активни, сме слушале музика Не у сме таа биле ера. ние баш у таа ера, Не сме излагале. биле активни, ама сме биле деца на интернетот кои што можеле и успевале да го искористат интернетот. Која била хип-хоп песна од Jay-Z прва што се Еве, мене прво што ми текнува е што ми учи гад. Од Jay-Z што ја пуштале Панчо екипава кога уште пред ние да почнеме да излагаме. Ја може да ти кажам која е прва за мене искрено. Прво вака што ми доаѓа на ум, Dirt of Your Shoulder. Да, може, тоа е покасно, тоа е се многу касно. Тоа сам да ти кажам, за мене лично. Да. Мене Jay-Z после ми улета. Исто, ја слушам хип-хоп, ама не, по тие почетот што веќе ги имам збора на 50, Eminem, прво Eminem, па после 50 за мене лично, али Им за мене. Jay-Z покасно ми има улетано усе до тоа. После ми има улетано. Право си. На интернационално ниво, он бил преголем у Нью Йорк, али бил у Нью Йорк. Нью Йорк не е светот. Нью Йорк е да мека. Колку и да луѓето од Нью Йорк мислат дека е. Да. Тоа сакам да кажем, дека постои тоа, исто така ја имаме тема, затоа Никола го поштувам за се во ова. Имаме тема која што се вика Big in New York, Big in Worldwide. Што е многу различно. Big in the US. Big in the US и Big Worldwide. Jay-Z кај нас има стигнато со своите најголеми моменти. И тоа е уствари, заради тоа веќе нема. Ама како и да е, ја, in the grand scheme of things, искрено, до 2010-та, 2011-та можеби, ја давам на Нью Йорк. После некако со TDE, без разлика дали го негуваат тој стил или не, Кендрик веќе почнува да го тера и да станува еден од великаните во хип-хопот на интернационално ниво. A$AP Rocky, Извини само да те прекинам. Мастарт е тука многу битен за Исто, почетокот на 2010-тите. Го заборавам и не го збориме доволно. Као сикаш че брат. Проблем е едниот, другиот Брат, што прави онакви као молим молбе, брат. Исто така, како имаш артисти, таа дури продукција. Тајга ако не се лажам, И Тајга бе брато таму.
почетокот на 2010-тите звукот што ние го пуштавме во клубови во Македонија и звукот што превладуваше во хип-хопот беше West Coast Sound, благодарение на DJ Mustard. Дефинитивно. Дефинитивно. Затоа ти велам. Од тогаш до како се викаше тој албум бе на Jay-Z? So Empire State of Mind? Не знам, брат. Да нешто тројка, така? Тројката на нешто. The The Blueprint. Blueprint 3. Да, тоа е. Тројката. The 2009 Blueprint со трите 2009. Ова е последниот албум уствари каде што Нью Йорк ко град го доживува својот highest high. Ова е. 50 овде веќе ја губи битката со Kanye на еден начин. Да. Kanye веќе станува a whole beast и овде е веќе со 3 certified албум и овде го вади више. Ова време го има извадено и својот онака како го има извадено Autotune албумот, тука е хаос. Веќе Kanye е a whole different beast. Да, и го има надминато тој таа етикета на продуцент у Rock Nation, веќе е свој сопствен артист и е друга прича сама за себе. Airwaves and Heartbreak веќе постои и Kanye си е веќе одделено цело во оваа прича. Ова е Jay-Z, последниот обид за Jay-Z да стане на интернационално ниво и реално му успеа. Empire State of Mind станува таа легендарна песна што ја знаеме денес, си ги добива. Death of Autotune, например, веќе овде е као нели одговор на. Заради тоа ти викам, од секад Нью Йорк имал алергиска реакција на тоа што се дешава низ 2000-тите, брат. Пошто они не го прифаќаат тој звук, брат. Они биле, брат, на врвот 15 или 20 години. Без разлика како сакаш да го гледаш. Тоа сам да кажам. Завршува нивното време едноставно. Завршува нивното време и овде ова е полууспешен обид, успешен за Jay-Z да трансцендентира нели интернационално и искрено колку луѓе сакаат нека хейтат и колку и Renegades и све што и да имаат слушано, ова е првиот момент Jay-Z кој успева да се пробие интернационално насекаде. Имал моменти, ова било certified solo Jay-Z момент кој успева да се ваква. Ја го памтам и од Renegade, го знам и од други ствари, го знам од Big Pimpin, али ова е првиот момент undeniable што можеш да кажеш дека Jay-Z има. Ја имам слушано и Blue Magic своевремено, многу сум се палел на Jay-Z и на неговите ствари, искрено, ама поише као хаслери кој што тоа го репрезентира неговата енергија што ја носи. Управо си. Морам да ти кажам една работа. Моите брат не знаат кој е Кендрик Ламар. Немаат слушнато за името. Да, јасно. Тоа што го збориме. Ако мајка ми не го знае, не е доволно биг. Добро. Не, мислам, не. Не знам дали е тоа репер, ама Па ова што го збориш интернационално, што значи интернационално? брат, знаеш како? Што значи интернационално, брат? Значи го пишав тој на Дискорд кога бевме на 1 мај, кога беше екот на бифот, као другари ме прашуваат дека што се дешава, им кажувам тројца Дрейк, Кендрик, некој го знаеше Кендрик, некој не го знаеше, некој имаше чуено името, некој не. Дека го видиш колку кросовер хитови во Македонија имал Кендрик до сега. И дали сега има? Никој не го знаеше J. Cole кој е, го немаше слушано никако име. Бидејќи J. Cole, ако го споредиш со 50, со Jay-Z, колку песни од J. Cole ние actually пуштаме, брат. Да. И колку луѓето го Јасно. знаат. Значи тоа што го збориш ти за Jay-Z, огромна паралела може да се направи со J. Cole поглед на популарност и поглед на импактот што ги има на светско ниво, зборам. Не зборам во Америка. И не зборам за интернет, за блогови, за луѓе што слушаат музика. Кендрик Ламар е стейпл во хип-хопот 10 години, брат. Ама мајка ми уште го нема слушнато неговото име, значи дека не го пуштале него на MTV, не пишувале македонски весници за него, не го виделе на портал негде. Добро, ама тоа е од друга страна дека веќе во тоа време си има префрлено конзумеризмот на музиката на различен начин. Да, се уште функционирале physical copies и едно друго, али MTV на пример згаснуваат, може да се согласиме дека MTV и таквите ствари згаснуваат во тој период кај што е прелазниот. Не кај што веќе се тера со блок ера и све, дека Кендрик е дете на новата школа, искрено. Не стигнал до тука, не стигнал до моите. Не знам дали стигнал до постари луѓе, не знам мајка ти дали го знае, брат. Не верувам дека го знае. Не верувам дека го знае, ама не мислам дека и они се вистинската таргет група на луѓе кои што би го знаеле. Мислам дека баш нашата ние ко генерација и можеби неколку години подоцна од нас се тие кои што и и постари од нас, кон луѓе кои што се 3-4 години повозрасни од нас биле тие години кои што во екото онака дека го слушале Кендрик и едно друго и тие нови почетоци. Зборам за обичните луѓе што не слушаат хип-хоп. Добро, Кендрик реално тој фейм го добива со Дем, искрено.
Кој другар ми Тео, која песна од Дем има слушното? Има слушното Humble, Humble. која сум ја пуштал јас во диско, ама не знае дека е он. Така Добро. не му значи. Ама нека ти тоа е, нека ти тоа е тоа. Не, да, разбирам што сакаш да кажеш, ама ме сваќаш што сам да кажам за Сваќам те, Jay-Z од сваќам. тој поглед. И Jay-Z реално има добиено као second life после овој албум, така? Го добил Watch the Throne од Kanye, го добил Magna Carta Holy Grail. Добро, се закачува на брендот на Kanye. Тоа сакам да кажем. И завршува со 444, Да што се е вратиме можеби нај-Jay-Z албум од сите до сега. од последниве 15 години, да. Тоа. Да се вратиме на темата. Добро стигнавме до кај почетокот на 2010-тите. Ти сметаш дека тогаш West Coast доаѓа во преден план заедно со Атланта во исто време? Заедно со Атланта, паралелно со Атланта, не може да Атланта да се Може би остави прво, овде, дури нема... може би малце порано до West Coast, па Да. LA, Да. па после малце покасно Атланта. Да, Атланта доаѓа 2013 па натака веќе кога трап звукот се поише и поише се рафинира и станува како мејнстрим звук и тоа што треба да се тера. Али у тој момент постојат нели поише сили и заради тоа викам J. Cole кај спаѓа. Нигде, брат. Тоа сакам да кажам, исто ко Дрейк што не спаѓа никаде, Дрейк е Канада, ја не можам Дрейк да оставам никаде ниту една географска нели одредба. LA си е LA, TD е тука да остане и постои, како многу голем замав зима. Секаде бабла, у тоа време нели тоа се појавува регионалноста исто така многу јака, ама Њу Йорк има момент, ама не се хајар него ли тие што се на ваква, бидејќи у тоа време Пискоустерата, A$AP Моберата, има многу свежа енергија у Њу Йорк. И све исто така пак звучи ново и јако. Flatbush Zombie се овде, Action Bronson е овде. Има многу јаки моменти кои се појавуваат у Њу Йорк и ако гледаш низ тој скоп на што се дешава на локално ниво, Њу Йорк исто така бил многу жив и многу активен. Ама немал таа величина и височина како што имал Лос Анџелес со TD. Бидејќи Не се Райзот- слагам дека имал, брате, немал тоа време со Mustard, YG, тоа Да, време и плюс, да, искрено, пикот да, на да. West Coast во 2012. Никој не слушал брат Кендрик од 2012. да, после Сме пуштале Good Rex Kid, Mad City, City. сме пуштале Rex City, сме пуштале некои такви работи, Who Do You Love, но е малце покасно, ама као тоа бил звукот што бил препознатлив. Не е дека TD од 2012 или 13 Да. го ставиле West Coastот на мапата, брат, или LA на мапата. Не е точно, Mustard. Mustard и неговите соработници. Кендрик е 2013 више од кога си го прави својот круг Good Kid, Mad City, и тука со Backstreet Freestyle, со Poetic Justice, си ги има тие моменти. One Train веќе постои тука и веќе е искочена. Кендрик тука прави тоа што прави. Така да Control на пример е 2014 мислам дека. Така да има моменти, ама сакам да кажам дека тие работи тераат паралелно. Њу Йорк не згаснува, Њу Йорк веќе се рестартира и добива една своја свежина која што можеби веќе ја достигнува во 2014-2015 да го достигнува својот максимум, пак запаѓа. Искрено. Да. А Лос Анџелес подпомогнат веќе овде Кендрик застанува као на дели на top of the hill и тука више го тера тоа што збориме и до ден денес дека се уште го виори онака, ако можам да кажам дека тоа знамето на Лос Анџелес како град. За крај, од моја перспектива, Њу Йорк си Њу Йорк, И за секогаш ќе остане таков. за секојаш ќе остане мислам да ги повеќе по репутација. До душа, ако престане да има успехи, да има добри артисти, ако нема нови добри артисти во следниве 5-10 години, мислам да ќе биде заборавен бидејќи ќе биде многу одамна времето во кое што Да. бил толку јак. Тоа е се поврзано со култура, со секојдневен живот. Ако нема екипа од Њу Йорк што ќе освои NBA, NFL, ако нема таков момент на градот кој можеби сега што има Лос Анџелес, ако нема битни моменти таму, ако Да. нема нешто препознатливо, некоја енергија во целиот град или во целиот реон што ќе се пренесе низ Америка, па после низ светот, мислам да ќе биде многу потешко да остане, да го држи тоа место, иако сега на стара слава и го држи. Бидејќи во денешното време е разворнето се, дури ни тие радиостаници не се толку битни, дури ни Nightlife-от не е толку Да. битен. На Да. друго место се функционира сега сме на интернет и сега таа географска Дисперзирано е тоа, ја нема таа географска определба, да. Nobody gives a shit од кај. Мора да ја ставиме Атланта на мапата и пак ќе кажам. За мене е Њу Йорк тука, LA, Атланта е LA е многу поблиску до Атланта отколку што е до Њу Йорк по значење во хип-хопот, иако тоа можеби звучи малце чудно. Али гледано назад, ги имало свој пик и LA, ги имало свој својот пик и Атланта, ја имала. Има артисти што ќе останат forever во топ 10, во топ 50 и од ваму и од таму. Дефинитивно.
Тоа што можеби од Атланта се малце понови, освен Outkast, кои се од 90-тите, Така. во 2000-тите и 2010-тите виш има звук посебен, артисти посебни и се разбира под нив спаѓаат сите други места наоколу на југот пред се од Америка. Да. Затоа за крај Нью Йорк или LA, ако треба да бираш едни? Во моментов бирам Нью Йорк само за инат, а иначе у годините сум имал време кога што сум слушал и многу LA и многу Нью Йорк. Сум бил меѓу првите што го пуштале Мастер тука. Го обожавам. Доктор Дре, двата негови најлегендарни албуми. Snoop Dogg ми е за мене еден од најголемите на сите времиња. Али мислам дека Нью Йорк, интересно, звукот на Нью Йорк не сум го сакал толку бидејќи секад по-ро, али ако морам да бирам моментов, изберам Нью Йорк само за инат на West Coast-от, али Шманит. да, али у принцип не можам да изберам 50-50 би рекол. Ти? За мене е Нью Йорк, брат. Поеше влечам кон тој стил, поеше имам слушано тоа. Најдобрите години кога сум истражувал музика била многу базирана на Нью Йорк, на сите потправци кои што спаѓаат таму. Имам влезено многу доста, дури и кога стигаме кога MF Doom од Нью Йорк има такви многу потправци, многу откачени правци. Grave Diggers, хорор, хип-хоп. Сите тие работи имаат искочено од Нью Йорк. Нью Йорк е да мека и Нью Йорк. Нью Йорк. Дефинитивно. Тоа е тоа. Фала Никола за темата. Апсолутно. Одлична тема уште еднаш. Ова беше вториот подкаст Рулет, сезона 5. Следна недела спремаме доста интересна епизода, долга, во која што ќе ги збориме сите ствари што се исподесија последниве недела 2 и што ќе се десат викендов. Така да stay tuned, се гледаме следна недела и фала. Се гледаме, дечки. Чао. Поздрав.